се возбудивме, се воспалив. Рочиштата што се поврзани со луѓето од ВМРО ДПМН редовно течат. Денешното за волја на висината се одложи заради навремено најавено отсуство на еден од адвокатите, меѓутоа се закажуваат рочишта на 2-3 дена, на 4 дена и однапред се закажуваат и има еден тек на работите, додека во случајот, како што знаете, на Зоран Заев се закажуваат на месец и пол, на 2, се откажуваат на неодредено време, не се знае кога ќе продолжат. И тоа е таа една видлива нееднаквост, видлив протекционизам од страна на судството кон одредена личност. Така да тоа е тоа што би можело да се. Стравувате ли за повисока санкција поради тоа што веќе неколку лица признаа дека имало нарачка за извршување на насилство? Не, апсолутно не чувствувам никаква вина и не стравувам од санкција затоа што не се сторено ништо. Можете ли ни откриете детали од вчерашната средба кај претседателот Иванов? Па немам некои посебни детали да кажам. Претседателот Иванов во обид да ги смири тензиите во општеството, што се создадува по овие политички хајки кои што беа преземени, не покани на еден разговор. Јас ги повторих ставовите кои што јавно вчера ги кажав на пресконференција и тоа е тоа. Ќе го напуштите ли собранието преку пратеници? Немаме таква одлука.